Една од позитивните работи на претходниот состав на Собранието е тоа што го затвори пакетот на носење на закони од сферата на безбедноста, меѓутоа многу работи останаа недовршени, а тоа е особено контролата над службите за безбедност, нешто кое што мислам дека не треба да чекаме да во некој извештај како држава бидеме опоменати, да го изградиме на квалитетна основа, која што ќе гарантира на граѓаните реален надзор врз она што е, како да кажам, многу есенцијален елемент, а тоа е човековите права, да некој знае дека тој не може да биде предмет на нелегално прислушкување, да може неговиот приватен живот, неговата интима да биде злоупотребувана. Дали тоа што ОТА, Оперативно-техничката агенција, е само скретничар, да речеме, на водовите од телекомуникацијските оператори, а нема пристап до содржината, барем така се тврди, нели? Тоа е тврдењето, дека на тој начин е технички поставена ОТА, не е гаранција дека злоупотреби нема. Формирањето на Оперативно-техничката агенција е еден сегмент од она што се нарекува целокупна реформа на безбедносниот сектор, односно на поранешната Управа за безбедност и контрразузнавање. Таа дава некоја гаранција дека Управата за безбедност и контрразузнавање и обвинителството, односно судството, како нарачатели на последната истражна мерка, немат директен пристап. Меѓутоа, за мене е многу поважно да имаме квалитетна контрола на целокупниот систем, од издавање на наредбата за последна истражна мерка до реализација на наредбата. Дури нашето законодавство дава одврзани раце на Собраниската комисија да прави евалуација на целисходноста од последните истражни мерки, што е еден сегмент кој што не е ни чепнат во нашава земја. Собраниските комисии немат апсолутно ни минимален капацитет да анализираат колку од последните истражни мерки, колку од тие наредби биле со некоја целисходност. Јас ќе ви кажам дека